Возлюбени поклоници, голема ми е радоста и честа да ги споделам веќе заборавените спомени од 2016 лето Господово, јули месец, од нашето поклоничко патување во Русија, Украина и Белорусија. Ќе кажам помалку заборавени затоа што никогаш и не биле објавени. И затоа верувам дека многу ќе се радувате. Таа 2016 година 22 поклоници од Македонија имаа голема радост да бидат дел од поклоничкото патување, може да се каже малку и долго и маратонско, но прекрасно и благодатно и благословено, со група на верници од Србија под водство на отец Михајло, архимандрит, игумен на манастирот Јована. Вие знаете дека во патеката Валамскиот манастир не беше предвиден, но благодарение на нашиот македонски монах, кој е долги години во Валам, отец Методија, архимандрит и многу ценет игумен на Валамскиот манастир, бевме прекрасно изненадени и воодушевени кога тој ни благослови да дојдеме и ни ја организира целата патека. И јас сум убедена дека нашата благодарност никогаш нема да згасне за убавините што тој и неговите браќа и сестри ни ги овозможија да ги доживееме, никогаш нема да ги заборавиме. Јас верувам дека многумина кога ќе ги гледаат овие видеокадри, повторно ќе се навратат на тоа искуство и опит, на возбудата, на радоста, на адреналинот, кој што ги предизвика искуството споено со убавината од раскошот на езерските води, но и пребрзото возење на глисерите, кој за повеќе мина од нас беше непредвидено искуство. Јас сум убедена дека никој нема да го заборави ова возење по Ладовското езеро, кое што патем да спомнам дека е најголемо езеро во Европа и е прекрасно во својата убавина. Бидејќи сме на чекор да стапнеме на Валамската земја, малку да раскажеме и за историјата на овој манастир, кратка, бидејќи има многу да се раскажува за овој манастир. Но претходно да напоменам дека веќе ме чекаа во организацијата од страна на отец Методија 2 комбиња и браќа кои што не придружуваат цело време од почеток до крај и се грижеа за нас и за нашата прошетка низ Валамскиот манастир. Валамскиот манастир на Руската православна црква е распореден на Валамскиот архипелаг во провинцијата Карелија. Историјата на настанокот на овој манастир е многу подлабока и покомплицирана и покомплексна, но една од теориите е дека основачи на овој манастир се и двајцата сега светители кои датираат од 10 век, а тоа е Сергеј Валамски и неговиот другар Херман. Полека се приближуваме кон манастирот и радоста наша е се поголема и поголема. Вие секако ќе се сетите на таа возбуда кога ги догледавме портите на манастирот и кога тивко влеговме во него. Радоста во нашите срца се повеќе и повеќе се зголемуваше како се приближувавме кон портата на манастирот. Да, ова е моментот кога ние стапнавме на манастирското тло и со нетрпение очекувавме браќата предводници
каде ќе не однесат. Сега Драган? Првата наша посета беше манастирската црква Спасо-Преображенски Валамски манастир, кој што во моментот се уште беше во фаза на реставрација и обновување. Но бевме воодушевени од убавината и раскошот на се она што беше пред наши очи. Иконите, иконостасот и чудотворните икони. Средбата со чудотворната икона на Пресвета Богородица, која чудесно лебдела во Вселената пред астронаутите и која на свој начин, слушајќи историјата за незе, стана наш придружник во домовите благодарение на подарокот што ни го дадоа при заминување сестрите со благослов на Отец Методија. Голема беше нашата радост да се поклониме на моштите на Свети Сергиј Валамски и Херман и да се помоли. Значи, Ставропигјален, значи, што значи Ставропигјален? Крсто Богородичен. Што носи владиката на градите? Крст и Панагија, Пресвета Богородица. Значи, чим паѓа Ставропигјален, значи, тој е на главниот архиепископ или на патриарх. Кај нас е архиепископ. Да речам, калишта манастирот на Пресвета Богородица е Ставропигјален. Тој е на Пресвета Богородица. Под архиепископот, нема Тимотеј, не може да му се меша таму, ме разбирате? И тоа е многу убаво, да речам, кога архиепископот ќе може така насегде, помалце за да правилно, ако владиката таму ништо не буде, таму да има се и народот ќе може и таму. Некој да ти се јави од не знам од каде, само најнажи јас сум ти од Австралија дојде на роднини, во моментот ти ги блокира сите патишта. Свесни бевме дека времето е многу кратко, но и почувствувавме дека домакините се потрудиле да направат една за тоа кратко време сепак богата агента на движење. Тоа иначе они двајцата заедно се. Што боли би требало да одидат за градска? Ова се вика Валавска. Бевме срекни и изненадени кога се отворија портите, а сега веќе со сознание на Световладимирскиот скит, кој што е од поново време изграден храм и ќе имате прилика да се потсетите на неговата велелепна убавина. И во овие простори не може секој да приде без благослов и без одобрение, бидејќи во овие простори, освен овој храм посветен на Свети Владимир, кнез
се наоѓаат и простори како летниковац на патријархот во тоа време на Алексеј, додека беше жив, и викенд куќата на председателот Путин. Дали се сеќавате колку бевме возбудени, колку бевме љубопитни, колку многу прашања им поставувавме, колку бевме желни да дознаеме за секоја ситница и за секој детај, зашто не секогаш на толкова далечина од кај сме ние дојдени од Балканот и на горниот север од Русија, да имаме чест да допреме и до вакви свети места. Дали сакате да ве потсетам колку бевме изненадени, љубопитни, колку многу прашања им поставувавме на нашите водичи, колку сакавме да дознаеме за секое место, за секоја градба, и прашањата беа постојано во етерот. Тој ги нашол луѓето што давале пари за да Иска да се собериме, сака да не слика цела група. Кој? Да. Сега можеме во црквата ни вели дојде. Чекај, драги, нека слика. How I take semka to Yes, same. To grow. I'm not sure. Maybe we'll find someone who will give us. Because sometimes people really take it. ама сибирска? Да, имавме. You want to have Siberian forest in Macedonia? Да, Siberian tiger. Малам ти Македонија. I will ask where we can find. Свето Владимирскиот скит е изграден од поново време и по својата убавина навистина заслужува да биде ставен во рангот на прекрасни градби. Но и внатрешноста воодушевуваше со својата убавина, раскош и квалитет. Нека остане и сликите да зборуваат за сета таа убавина и велелепност. Мили поклоници, колку е сладко ова сеќавање, но ајде повторно да се сетиме. Да живее Македонија! Братска Русија. Отец. Ве сакаме, отец, многу. Многу ве сакаме. Сакаме да ве видиме. Амин. 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 Господ да ни ги чуе. Благодариме Отец. Ние ве го шкаме. Ќе дојдете по Македонија, сакаме да се видиме.
Ti blagodarim. Со тешко срце го напуштивме Валам, но зарем претходните кадрови имаше потреба да ги коментирам. Љубовта која што ни ја пружија сестрите, отец Методија и браќата, никогаш нема да ја забравиме.